Нова тема која што е подеднакво актуелна и за која навистина многу се говори изминативе 2 недели, откако папата Франциск заврши во болница поради двустранна пневмонија. Состојбата според последните информации на Ватикан му се подобрува, но тој се уште останува во болница. Па ние побаравме одговор кој го менува папата кога тој не може да ги извршува секојдневните обврски. На оваа тема ќе разговараме со Оливера Трајковска, директорка на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи, но претходно го гледаме во видниот прилог кој што го подготви колешката Симона Илиеска. Светот го запозна папата Франциск како еден од најприземните папи. Папата Франциск е првиот верски поглавар кој доаѓа од Латинска Америка и прв папа кој не е од Европа. А порече си 1000 години тоа е и првиот језуит кој застанува на чело на Ватикан. Хорхе Марио Берголјо роден е во Буенос Ариес на 17 декември 1936 година, како најмлад од 5 деца на италијански доселеници. Студирал филозофија и дипломирал хемиска технологија, а пред да стане надбискуп на Буенос Ариес предавал книжевност, психологија, филозофија и теологија. Поглавар на Римокатоличката црква станува во 2013 година кога го наследи Бенедикт XVI кој поднесе оставка. Но под папското руво се крија нормален, сосема обичен човек. Брзоплет човек, лош фудбалер со 2 леви нозе, вели папата Франциск во неговата биографска книга под наслов Од сиромав до папа, од папата до светот. Папата Франциск обожува танго, а исто така и страствен навивач на локалниот аргентински фудбалски клуб Сан Лоренцо. Во младоста активно играл кошарка, а поседува голема колекција од дресови од различни фудбалски клубови. Папата Франциск многу сака да готви, а најдобро знае да го подготвува шпанското јадење паелја. Го држи рекордот од 1 милион следбеници на Инстаграм собрани за најкус рок, за помалку од 12 часа. А исто така е еден од највлијателните светски водачи на Твитер, каде го следат над 45 милиони луѓе. Познато е дека подароците што ги добива ги продава, а парите ги донира во центрите за бездомници. Во 1990 година се зарекол пред Дева Марија дека за секогаш ќе престане да гледа телевизија и до денес не го прекршил заветот. Тој не живее во официјалната папска резиденција во Апостолската палата. Наместо тоа, избра да живее во многу поскромната Каза Санта Марија, куќа за гости на Ватикан со цел да може да прима посетители и да има средби со обичните луѓе. Го избрал името Франциск за да покаже дека во неговото папство сиромашните во светот ќе бидат во првите редови. Папата Франциск има своји омилени продавници и занаетчии во Рим и сака лично да ги посетува. Познат е по својот обичен стил на облекување, неговиот скромен начин на живот и по аверзијата кон луксузот. Со текот на времето, светот го запозна Франциск како еден од најприземните папи. Од 14 февруари, 88 годишниот папа Франциск е хоспитализиран и се опоравува од пневмонија на белите дробови. Иако е во критична состојба и се бори со билатерална пневмонија, поминал мирна ноќ во болницата спиејќи и одмарајќи, соопшти Ватикан. Светот се моли за здравието на папата. Аргентинските верници во вторникот се собраа во Аргентинската црква во Рим за заедничка молитва. Мисата ја водеше кардиналот Балдасаре Реина, генералниот викар на папата на римската епархија, кој зборуваше за хорска молитва на аргентинскиот народ, а од Ватикан секојдневно информираат за здравствената состојба на папата Франциск. Добро утро за Оливера Трајковска, директорка на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи. Добро утро, добро ни дојдовте, веќе темата ја најавивме, го најавивме и вашето гостување, затоа веднаш би одел со првото прашање, кој го менува папата кога тој не може да ги извршува обврските поради различни причини, како што и слушаме деновиве, што вели протоколот? Значи, папата во периодот кога тој е на боледување или како што е случајот сега со папата Франциск, не го менува никој, бидејќи тој се уште е во состојба да ги извршува своите обврски, како што е случајот пред неколку денови кога потпише и декрети за прогласување на светци, како и моментот дека тој во својата болничка соба прима и блиски соработници. Според правилата на католичката црква, додека папата е во ваква состојба, никој не го менува на Светиот престол. Смрт или оставка, каква што беше случајот со папата Бенедикт XVI, подразбира, господја Трајковска, активирање на различни протоколи. Што во едниот, што во другиот случај?
Значи, според протоколот на католичката црква, кога папата ќе почине, тогаш настапува период кој се нарекува седе ваканте или тоа е празен престол, односно Петров апостолскиот престол се упразнува и со него раководи кардинал Камерленго, кој што ги извршува сите обврски се до конклавата, односно изборот на новиот папа. Самата католичка црква и самиот Свет престол е така конципиран и функционира сосема нормално и кога папата ќе почине, со тоа што, како што рековме, овој кардинал ги извршува тие обврски се додека не настане конклавата, односно изборот на новиот папа. А порано не беше случај во медиумите да се информира редовно, би рекол секојдневно за состојбата на папата. Меѓутоа со папата Франциск тоа се промени, комуникацијата со јавноста се промени. Затоа тука ви го поставил прашањето, се отвора Ватикан на некој поразличен начин кон светот сега, ги следили трендовите и модерните времиња, можеме тоа така да го сватиме? Секако, значи Ватикан е така конципиран и тој има огромен прес-центар кој што постојано информира за се што е актуелно, а посебно сега во периодот со владењето на папата Франциск. Односно, два пати од тој прес-центар се презентираат, како што е случајот нели сега и со состојбата на самиот папа, за сите случувања. Но многу често оние информации кои што се споделуваат од прес-центарот на Ватикан, нечесто се пренесувани во медиумите во самите земји, во останатите земји, како што е случајот, еве да кажеме, во Ватикан сега се зборува во врска со собир на 2-3 милиони католички млади луѓе, или пак околу 30 милиони луѓе ќе продефилираат за време на јубилејната година во Рим, но меѓутоа овие информации не се споделуваат во другите земји, додека Ватикан постојано известува и е на терен и сакам да кажам дека е отворен за секаков тип на информации, дури и за оние негативни случувања кои што се случуваат во Ватикан. Светот во меѓувреме се моле за неговото здравје и го чека исходот од здравствениот третман, но исто така вниманието во светот е насочено и кон можните наследници. За сега не е јасно кој би можел да ја превземе таа улога, ниту пак ќе дискутираме, бидејќи тој за сега и е во критична, но стабилна состојба, но исто така можеме да се прочитаат изминативе денови многу имиња кои што се квалификувани и би ја презале таа функција. Така, според убедувањата на католичката црква, со самата црква раководи Светиот Дух. Па според тоа, папата е само извршител на Светиот Дух и во тој контекст можеме да кажеме дека Светиот Дух ќе одреди кој од оние кои што нели во моментот во јавноста како имиња се појавуваат, можеби дел од тие луѓе ќе бидат значи наследници на папата, но не знаеме, можеби и самиот папа дај Боже ќе се стабилизира и ќе продолжи да раководи со Светиот престол, но дел од тоа се спекулации. Кој папа ќе го наследи овој папа, доколку неговата состојба се влоши, ќе знаеме кога ќе седне на ложата на базиликата на Свети Петар и тоа ќе биде најверодостоен доказ кој ќе биде самиот папа. Односно, според Светата црква се смета дека таа одлука пред се има Светиот Дух и тука нема некое вмешување од страна на човечки фактор. Она што македонските граѓани посебно ги поврзува со овој папа и папа Франциск е повеќе тема на интерес исто така и за Македонија, тоа што е во 2019 ја посети нашата земја. Тоа е еден моментум кој што треба да го споменеме и во ова интервју. Оддаде голема чест и голема почест што беше тука наш гост. Секако се сеќавам на таа посета на папата Франциск и мора да го споменеме моментот дека покрај верниците од католичка вероисповест секако на тој настан присуствуваа и многубројни верници од православна и било каква друга вероисповест, затоа што знаеме дека папата Франциск важи за сестрана личност кој повикува на мир и кој што не прави поделба помеѓу луѓето според нивната верска определба. Па така и самиот настан беше навистина од огромен карактер и имавме огромен број на посетители во 2019 година, кога папата Франциск ја посети нашата Македонија. Оваа година споменавте во некој од одговорите јубилејна година, година која што е исполнета со бројни активности и бројни посетители и поклоненици во Ватикан. Тоа значи и дополнителен ангажман. Так. И на папата.
Така, значи, оваа година, како што рековме, 2025 година, се нарекува јубилејна година, односно света година, во која што оваа година е насловена како ходочасници на надежта и ја прогласува самиот папа. Самата јубилејна година представува, влече корени од Стариот, но и од Новиот Завет и представува, значи, го представува заветот на израелците и Бога, со кој што тие знаат дека земјата и се што е поставено на земјата е всушност благослов од Бога. Во таа јубилејна година, како што рековме, многу важен момент е моментот на ходочесниство, односно еден од условите за да се добие јубилејниот опрост на гревовите е било кој од верниците да присуствува на, односно да посети дел од светите места, тоа се 4 места во Ватикан, кои што од самиот папа се назначени, или пак се назначуваат во самите помесни цркви од поместниот епископ. Така ние и од страна на нашиот епископ Монсеньор Киро Стојанов, во Македонија имаме 4 свети места, јубилејни места, кои што треба да бидат посетени од страна на католичките верници, за да се добие јубилејниот опрост на гревовите. А тоа се, значи, катедралата Пресвето срце Исусово во Скопје, Пресвета Богородица во Струмица, потоа Мајка Божја утешителка во село Палјурци и спомен куќата на Света Мајка Тереза, односно националната установа на Мајка Тереза во Скопје. Покрај овие услови, секако нормално во контекст на она што го практикуваат самите католички верници, треба да се присуствува на светите литургии, да се причестува, исто тоа да се добие јубилеен опрост на гревовите. Така. Она што е важно, нели, за верските лидери е да испраќаат секогаш пораки и апели за мир, толеранција, прекин на војни и слично, но што е тоа што папата го прави единствен од останатите кога ја упатува пораката, некако како да ги зближува сите заедно, и христијаните и муслиманите, за разлика од останатите верски лидери светски кои што испраќаат пораки. Што е тоа карактеристично што папата го врзува за секоја религија? Како што веќе напоменавме, нели, папата е сестрана личност која што отворено зборува за сите актуелни проблеми, па така да кажеме, додека голем број на светски лидери го изоставуваат моментот, тој отворено зборува против трговијата за оружје. Исто така зборува за многу негативни појави, дали тоа е во поглед на животната средина или актуелни случувања кои што ги имаме во моментот, моралната ерозија или важни прашања кои што нас како луѓе не тангираат. И во тој контекст тој не прави никаква поделба по основа на политичка или верска определба и можеби тој момент, бидејќи тој во себе го носи како чисто срце кое што се обидува да ги сплотува луѓето и да шири мир и толеранција, најверојатно го пренесува и кон верниците и кон сите оние кои што сакат да бидат дел од еден свет кој што ќе функционира на многу подобар начин. Колку е важно од друга страна верските лидери да говорат често и гласно на овие теми? Минатата недела навистина не воодушеви говорат на еден од скопските имами попеточната молитва, обраќајќи се на верниците со говор кој што никого не го остави рамнодушен и се однесуваше на насилството во општеството. Верските лидери се должни според мене да говорат, значи, за мир, за толеранција, бидејќи верата подразбира љубов и мир, и во тој контекст и тие самите треба се почесто да бидат присутни и во медиумите и помеѓу луѓето, всушност и се присутни со тоа што, да кажеме, во црквите свештениците секогаш држат проповед во која што повикуваат на мир и толеранција, ширење на меѓусебна љубов. Истото тоа се случува во џамиите за време на петочните молитви, каде што исто така муфтиите, имамите, оџите имаат задача да разговараат со верниците, да шират проповед во која што ќе стават акцент на ширење љубов и соживот. Таков всушност случај беше и со веќе споменатиот имам од Скопје, кој што повика, значи, на мир и кој што го актуализира веќе актуелниот момент, кој што говори за оние состојби од нашето секојдневие, кој што за жал
морат да не освестат и да покажат дека е време, без оглед на тоа не е ние само на зборови да се покажуваме дека сме верници, туку тоа да го покажеме и со дела, затоа што зборовите без дела се мртви. Од понеделник почнува Великденскиот пост, сабота рамазанските пости, тоа што нашето општество го прави карактеристично, мултикултурно е општеството, што и да кажуваат политичарите кога имаме празници, кога имаме пости, се гледа сплотеноста на луѓето и нивната жет и потреба да живеат во едно општество каде што ќе има меѓусебна почит и толеранција. Па така сакам да го завршиме овој разговор и една ваша порака за престојните пости. Така. Секако дека времето на постот е време на преиспитување, кога ние самите, значи тука ќе ставам акцентот на духовниот момент на постот, бидејќи телесниот пост како телесен пост може да значи една само обична диета, но меѓутоа целта на секој пост е да станеме подобри луѓе. А тоа значи да се подвизуваме и да правиме добри дела, да бидеме добри со останатите, да внимаваме на своите зборови и постапки. Во тој контекст и припадниците на исламската вероисповест и на православната вероисповест точно е дека во овој период кој што ни предстои ќе се трудат да станат подобри луѓе како со своите зборови, така и со своите дела и да шират меѓусебна љубов и толеранција. Па во тој контекст би сакала на сите верници да им испратам една порака во која што ќе ставам акцент дека секој оној кој што има личен мир ќе придонесе за општествен мир, бидејќи личниот мир подразбира и општествен мир, а тоа можеме да го постигнеме само со ширење на меѓусебна љубов и толеранција. Госпожа Трајковска, благодарам за гостувањето во Македонија наутро и отвореноста да говорите на денешните теми. Ви благодарам на поканата.